Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, од 6:45, па се досега одлична содржина, одлични гости со кои имаме уште многу што да споделиме. Да подсетиме, во нашето студио се професор доктор Силвана Јованова, на средина од убаво машко друштво, професор доктор Људмил Спасов и господинот Љубиша Кондев. Се надевам дека досега имате одлично расположение, направивме многу убави разговори зад камерите, но верувам дека ни остана уште што да споделиме и пред камерите. Ке започнеме со фотографиите на господинот Људмил Спасов, кој ќе го изненадиме со изборот на фотографии, бидејќи тој ни дозволи, вели Александра, слободно од социјалните мрежи одберете што сметате дека е соодветно. Професоре Спасов. Да, значи Ке ве навратиме малку. Facebook профилот. Така. Да го англизираме ова. Е слободен и отворен. Ова е една фотографија кога беше модерно, најверојатно некој од вас знае, да се носат морнарски одела и да се шијат. И тоа е направено во Скопје некаде 60-тите години. И ме облекла и ме однесе на фотограф со специјално кривење глава, не гледате како го наместено сето тоа, фризурата. Фала Богу, косата ми е се уште тука, не во истата боја, ама тука ми е на главата. И така натаму. Јас сум горд на оваа фотографија затоа што ме подсетува на второто хоби, а тоа е едно од хобите, кајчарството. Вие како морнар во детството, вие во реалност. Ама тоа е нешто што го обожувам. Оно и мирисна, кога возите кајче или чамец или глиса, како да било, кога ќе почувствувате мирисот на алгата и на водата, значи и на езеро, и на море, и на сладка, и на солена, е нешто што неверојатно привлекува. Или кога ќе почувствувате мирисот на бензинот, колку глупо да звучи. Тој го крева адреналинот. Онако ќе запалите, тој сега веќе нема двотактни. Мотори многу се ретки. Кога ќе запалите двотактните, кога ќе почне да чади, и тоа го крева адреналинот, секој на свој начин. И кога ќе го освојам овој простор или оној простор, или кога ќе се приближам до Охридското езеро? Па, значи, главно сум возел, значи, на Блед сум возел, и на море сум возел, околу Локум сум вртел се. Меѓутоа, Охридското на некој начин вака највеќе ми лежи, затоа што најчесто сум таму, да речеме. Навистина, Охрид има поинаква димензија кога има поинаква димензија, околу мене се планините, нели? Така. Околу вас кој гледаме на фотографија? Значи, и така што кајчарството е на многу убава работа. Верувам. И верувам дека ќе продолжам со него. Сега, ова е момент кога Институтот за македонски јазик Крстен Мисеков ја објави мојата докторска дисертација, преработена се, дополнета, преработена малку изменета, дадена 83-та година, и тогаш немаше средства, не се објавува книги. Тоа одеше на шапилограф, па се хефташе, па се лепеше и така натаму и така натаму. И мене ми беше особена чест дека овие позади се дел од студентите. Нормално студентките се поубави од студентите. И се наместија напред, се сместија напред и ми направија голема чест дека дисертацијата се објави и беше една убава промоција од моите колешки, нели? Лидија Ризанковска и Искра Пановска. И се разбира директорката Елена, која што многу помогна во целата акција. Одлично. И сега морам да се заблагодарам и на Министерството, бидејќи требаше некаде да се обезбедат и фестата. Така. Може следна фотографија? Следната фотографија ова е Загреб. Значи, ние јас направив една книга, разговори со Влада Рошевич, и бевме во Загреб, кај што направивме промоција, бидејќи таа иста книга од македонски се преведе и на хрватски. Одлично. И тука се наредивме тие кои што учествувавме, зборувавме таму и така натаму, и бевме горди на тој момент. Сега, разговорите со Влада Рошевич не е една обична книга. Јас му поставувам прашање, тој ми одговара, туку разговори на двајца луѓе кои што се знаат. Јас од тој постар малку од мене, јас многу помал. Меѓутоа, кои што живееле во една средина и јас ги нарекував тога мали ночни разговори. Почнува некаде во 10, завршува во 3 зутрина со татком и со моите родители. И тие ми предизвикува, ме упатија во животот. Така. Ми отворија многу филозофии за животот и така натаму. Благодете да се црпи сето знаење и умење и од вас. Писател, како на филозоф, многу му должам. Ова во средина е Златко Крамарич. Ова е богатството на секој. Ова е богатството на секој.
И ова се моите внуци, Никола и Лидија, сега имам уште една Олја, најмалата. Да се живи и здрави. И очекувам уште некој, се разбира, не зависи се од мене во моментот. Она што е зависело од мене и од мојата сопруга е завршена работа. Така е. Така. Но е многу убав момент и е многу драг момент. Така е, може следна фотографија. Ватослав Јагич, Вараждин. Бев на еден симпозиум за Ватослав Јагич и меѓу другото бевме во посета и на неговиот гроб. И Ватослав Јагич е еден од славистите кој што го афирмирал на периодот меѓу 19 и 20 век, го афирмирал македонскиот јазик кој што тогаш не постоел како стандарден јазик. Меѓутоа, на еден свој бугарски колега со кој што бил голем пријател, да речем побратим, му вели, чекај, ма не е исто. И во најстаро време овие говори што ги заокружа македонските се разликуваат, значи не државата Македонија туку пошироко, се разликуваат од другите говори на бугарскиот јазик. Значи има некоја посебност. Така. Ете тоа беше таа фотографија. Ова е еден исто симпозиум во Хрватска. Требаше да председава колегата од Хрватска, и јас да бидам ко-председавач како гостин. Меѓутоа колегата не се појави, се разболел. Видов, не видов, смогнав сили и на хрватски јазик цело време зборував во две улоги, улога на гостин на македонски јазик и улога на домаќин на хрватски јазик. Ми беше многу мило. Ова е гостин кој што држеше, гостин, учесник на предавањето, држеше предавање. Секогаш си ги поместуваме границите, колку можеме, што можеме. Тоа е адреналинот. И се го знае, адреналинот кога гледам, се вртам лево десно, нема никој. Така. Каде? Во секоја професија има адреналин, само треба да го препознаваме. Ова е врзано со Вараждин, значи со една колешка, Елизавета Алповска, и овде има еден сад, да речем, од австро-угрско време, кој што ми направи многу внимание. Јас ги сакам тие градови, како Вараждин, кои што даваат една убавина на Средна Европа. Така. Следна фотографија. Ова е во Охрид со моите драги колешки, кога го обележуваме денот на Свети Кирил и Методи, и ова е црквата Света Софија, нели? И тука бевме како на пауза некоја, и беше многу убав момент, убаво време, убав момент Свети Кирил и Методи, и секој од нас зборуваше за тоа што работи во животот и што очекува од својата работа. Следна фотографија. Ова е моментот кога филмот за Блаже Коневски, значи направивме филм, благодарејќи на режисер, на телевизијата или телевизискиот режисер Никола Калајџиски, направивме филм за Блаже Коневски воопшто. И потоа, зборувајќи двајца, дојдовме на идеја дека, добро, нашиот архиепископ е ред да му се даде копија од филмот. Тој не прими многу љубезно, ни врати со своји книги, така што јас сум среќен дека Блаже Коневски го внесовме на некој начин и во Македонската црква. Благородна и убава идеја. Ова е една голема работа. Ова е ништо и нешто. Многумина нема да препознаат, Значи, си имаше филм сега во Миле Спилковски од Небрегово, и ја иницира, сега имаше филм за ова, и ја иницира, дојде кај мене некаде 94-та година во кабинет, и јас го гледам вака, се чудам се од кај се овој се најде. Мислам, културен човек се. Меѓутоа, ајде вика да ја обновиме куќата родна на Блаже Коневски. Како млад студент, еднаш Блаже Коневски со Мерцедесот од академијата ме возеше и мене, јас бев во тој Мерцедес, до Охрид, кај што тој имаше предавање, ај ќе го видиме на Брегово. Ова беше штала. Миле запна, ајде да ја обновиме куќата. Ајде, мислам,
се обративме лево, десно, не може, бирократија, не може, пари, проекти, ѓаволи, бесови. Отидов кај Киро Григоров. Мечка стар, мене не стар. Добар ден, добар ден. Дали може да ја обновиме куќата? Секоја чест. Може, ајде да се обидеме. Ајде ќе отидеме прво. Отиде, се поклони, Друштвото на писателите беше ставило, не спомен плочата на белата, десно. Беше ставило спомен плоча, ама на шталата. И се јави на овој на оној, треба да го одвезеш кесето. Се обнови, се направи куќата. Сега оваа држава се фали дека се грижи за културните споменици, благодарејќи на тоа што група ентузијасти и група донатори овозможија да се направи потоа убав проект, па не знам, камењата се бележа 1, 2, сите камења. Но во какво издание денеска оваа куќа? Одлично. Ме радува. Значи, имаше еден момент кога не беше нормално, времето минува, нели? Така. И сега бележа 20 годишнина. Не само тоа, не бе го доби водовод, доби пат. Тажно е во 21 век да зборуваме за пат и водовод, но ама за нив, знаете што значи за нив, како да се качи на месечината. Така. Мислам, одеднаш. Ова е времето кога се промовираше книгата, а ова е, се ќе повезам со ова е еден јубилеј за Блаже Коневски, отидовме, пред Мано имаше споменик. Ве молам, отидете. Со оваа фотографија ќе го затвориме, а вашето... Не, само да завршиме реченицата како дозволи. Ве молам, отидете. Под постаментот ќе видите паднати мермерни плочи. Мене ми беше срам. Националната универзитетска библиотека е... Не, пред Мано е. Да, но и Националната универзитетска библиотека изгледа како што изгледа. Значи, да сме свесни за... Кој е виновен тоа? Сите ние. Така. Не можам да кажам Мано, не можам да кажам Скопје. Сите ние државата. Така. Ете тоа. Така. Како денеска ќе се одбележи денот? Денот на македонскиот јазик, професор. Значи, убаво прашање поставите. Денеска се одбележува на убав начин. Значи, и во Институтот за македонски јазик. Се одбележува во Мано. Она што е најважно за мене. Во сите школи, во сите училишта, и тоа најмалите и најголемите каде што се изучува македонскиот јазик. Се надевам, не само оние што имаат настава само на македонски јазик, туку и другите, затоа што треба да си ги цениме интелектуалците, независно дали е македонски, албански, турски или не знам како, туку ние сите живееме во една држава. Ете тоа. Задоволен сум. Предлагам и во градинките да го воведете. Мислам дека се воведува. Да. Значи, токму тоа беше идејата на законот. Да стане нешто што ќе влезе во генот. Така е, да влезе во генот на сите нас македонци. Токму така. И не само на македонците, сите државјани на оваа држава. Така. Да продолжиме со фотографиите од професор Силвана, да ги коментираме истите. Затоа што ако... Ете. Слободно, професор Силвана, коментирајте ги фотографиите што гледам. Ова е фотографија направена пред 6 месеци во Братислава. Значи, каде што се одржа Светскиот конгрес за ехокардиографија, ова е професор Нанда, доаѓен на светската ехокардиографија и каде што на универзитетот каде што он работеше, сега е пензиониран, нели, во Бирмингам, Алабама, во Америка, обави стручен престој 1998 година. Покрај тоа што за тој период, нели, моето постоечко знаење го надградив, се создаде едно пријателство, кое што еве, можем да кажам, трае во континуитет скоро 30 години. Секоја чест. Да, се уште е активен, она што инспирира и покрај возраста, значи, на тие години, сигурно 80, се уште е активен, организира конференции, конгреси, па се надградува, така што последните предавања веќе му се и за вештачка интелигенција во ехокардиографија, така што. Медицината постојано бара надоградба, што гледаме на оваа фотографија. Овде, да кажам, мојата оаза, ова е Лунебург, место во близина на Хамбург, во Германија, каде што живее мојата внука, која што исто така специализира кардиологија, значи работи на клиника за кардиологија. Нема да ја правиме споредбата во Македонија и Германија? Не, сликата е убава што така. Едноставно, навистина уживање и опуштање у овој средновековен град со многу знаменитости, убавини и така, многу канали и
кои што се поврзани со Елба. Баш ви реков, оаза на мирот, бар за мене. И неколку пати во тек на годината гледам да престојавам таму. Што гледаме? Ова е Прага, конгрес, Европски конгрес за срцева слабост, така каде што имав и своји активности, состаноци во групите и тие научни комитети каде што членував, убаво доживување, убав конгрес, така што секогаш, нели, колку можеме да си дозволиме, бар да посетиме некој значаен конгрес и да стекнеме некои си нови искуства, нови пријателства и се. Ова е одбрав слика, бидејќи на сите кои што ќе влезат во мојот кабинет им се допаѓа и прво нешто што ќе воочат, тоа е ова, јас ја викам скулптура. Но тоа не е скулптура на срцето, гледате, тоа е тродимензионално. Ми го поклони на пациентка холанџанка, која што дошла да живее во Македонија. Секоја чест. И живеат со сопругот мислам, во Сарај, на Матка. Некаде, љубители на природата и мислам дека доста испратуваат. Мислам дека знам за кој семејство зборувате. Така, една многу интересна личност и кога дојде да ми се заблагодари, не знам по кој повод беше, дали Нова година, 8 март, некој повод и ми ја донесе оваа скулптура. Како тоа го направила? Доста убешно. Тоа е книга на фламански јазик. Значи, и ова се од листовите. Прилистувајќи ги, ја направила оваа скулптура многу успешна и така. Ми е многу драга. Сепак е... И ова е последна фотографија од вас? Ова е сега, од пред 2 месеци, слика на состанок кој што го имавме. Тоа е редовен годишен состанок на претседателите на работните групи од европските држави за срцева слабост, работните групи, кои што се одржа на езерото Комо. Значи, на оваа слика сме така, драги пријатели, познаници, тука е професор Сеферовиќ од Белград, исто така еден од доајените кога станува збор за срцева слабост и за организираност и поврзување на работните групи и здруженија национални за срцева слабост, колеги од Египет, колеги од Германија и така. Мислам, едно убаво друштво и заеднички состаноци, разговори за унапредување на срцевата слабост на национално ниво, на локално ниво и сепак едни пријателства кои што продолжуваат и се негуваат. Така, последни во оваа низа фотографии се фотографиите на господинот Кондев за да мотивираме и инспирираме за она што значи велосипедизамот. Да ги погледнеме и секако слободно коментирајте ги истите. Да, ова е еден проект на велосипедскиот клуб Енерджи со градот Скопје во парк шумата Гази Баба, каде што се вршеше едукација и обука на млади деца, млади генерации, како да го запознаат спортот, планинскиот велосипедизам и презентација на техниката на возење на планинскиот велосипед низ парк шумата со одредени задачи кои што може да ги понатаму да ги унапреди во подобри велосипедисти. Следна фотографија. Еве се тие некои мали игри каде што не знаејќи они учат дел од техниката, мислат дека е забава, но сепак е тип на техника, на едукација, да. Затоа што кај децата е најубаво учат кога си играат. Следна фотографија. Еве, ова е возење низ парк шумата. Парк шумата во моментов почна да биде едно место каде што луѓето идат да рекреираат. Е едноставно многу убаво место за возење велосипед, за почетници, благо место за прошетки, а е во центарот на градот. Да, некако помалку ние повеќе милуваме градски парк водно отколку во паркот во Гази Баба. Да, но дека секогаш кога работам со млади деца, секогаш доаѓаме тука, затоа што ги има сите
потребни работи за да можат они да почнат да учат техниката. Верувам и дотаму со природата. возила тамо се практикува. Све со велосипед. Секоја чест. Ова е трката во Хрватска, 4 острови, каде што возиме со Дуња Иванова во мешани парови. Тоа е типот на трка, каде што машко и женско заедно возат на патеката. Трката трае 5 дена, се возат и така се вика трката 4 острови, каде што е многу технички потребно да се совладаат сите тие препреки. Првата трка на која што да кажеме Дуња го имаше искуството на бруталноста на надпреварувањето. Следна фотографија. Ова е завршувањето на првото наше искуство со дел од екипата која што беше позади нас, Огнен, кој што не пратеше на сите точки каде што ни требаше помош, вода, храна, и ова е едно финиширање на нешто што после започна, значи финиширање на почетокот. Така би го нарекол, каде што после започна големото искуство на Дуња во надпреварувањата кои што иследуваат во следните години. Тоа е дел од патеката на 4 острови, каде што се покажува која е бруталноста на совладување на препреките, каде што учествуваат 250 парови, односно вкупно 500 надпреварувачи во повеќе категории, значи учествуваат машко-машко, женско-женско и женско-машко. Така да мора заедно да бидат во целиот дел од надпреварувањето. Максималната оддалеченост од надпреварувачите не смее да надмине над 2 минути. Тие се некои правила на организаторите во овој тип на трки. Интересно. Следна фотографија. Ова е завршувањето на искуството кое што сепак беше наше едно големо совладување на ние препреки и прво учество на воопшто надпреварувачи од Македонија на овој тип на надпревар. Овој надпревар во моментов е еден од најпознатите светски стейдж рейс надпревари во регионов, каде што во првиот месец веќе комплетно се продава целата понуда за надпреварот. Ова е тоа што го напоменавме швајцарската амбасада, која помогна во бележење на патеките. Ова е познатиот надпреварувач Ралф Наф, кој што дел од своето надпреварувачко искуство и со својата екипа за бележење на патеки го донесе во Македонија и ги открива ресурсите кои што ги нуди Македонија. И ова е во периодот на ковидот. Гледате веќе се носат маски и сите беа предпазливи. Ние заради фотографирање ги извадивме маските, он сепак ја носеше. И тоа беше после неколку години да дел од тие патеки веќе почна да се реализираат. Да. Ова се дел од активностите кои што ги имаме со некои од дечињата кои што сакаат да ја учат техниката. Кој е најмладиот член во клуб Енерджи? Па најмладиот член е Дима моментално. Тој има 8 години, синот на Дуња, и пријави желба да рекреира и да надпреварува. Ова е Марија Чиконе, дел од надпреварувачот од тимот на Lidl Trek во моментов. Јас со мојата работа присуствувам на дел од големите светски трки, одека сум специјален гостин на тимот на Трек.
Исто во петок ќе бидам исто гостин на отварање на Giro d'Italia на тримот на Lidl Trek во Драч Тирана во Албанија. И сопругот мој ќе го посети рекреативно исто, така. Веќе ќе биде преполно со македонци тамо и делот околината кој што ќе го гледаат отварањето на Giro d'Italia. Ова е мојот надпреварувачки дел на трка во Грција, во Кукуш. Овдека го имаме грчкиот национален шампион на првото место, јас сум на второто место и ова исто колега од Солун кој е на третото место. Тука имаме многу голема соработка со надпреварувачите од Грција и убаво е да се слушне. Да, и многу големо пријателство. Таму имам многу пријатели кои што константно комуницираме и заедно учествуваме. Само политиката не разединува, сите спортот, музиката и се не обединува. Спортот е нешто што е комплетно надвор од политиката. Имаме огромна соработка. Така и да остане. Да. Така и да остане. Ова е организаторот на трката во Југоалада, во Шпанија. Значи, ги организира сите најголеми надпреварувања во Шпанија, каде што организира и светско првенство, и светски купови, и сето тоа што неговата компанија го организира, со соработка и пријателство, ние сакаме да го пренесеме дел од тоа искуство во Крушево сега и во Македонија со организирање на неколку ивенти следната година. Ме радува и тука сме да ги споделиме и да ве поддржиме јавно, што се вели, за сите да знаат и каде да се упадат. Да, ова е пријателство во соседна Србија. Гордо го носите македонското знаме на вашите гради? Тоа е националниот дрес за победник во мојата категорија, или National Champion Jersey кажано. Борис и Немања, Борис е мој колега и заедно сме се надпреварувале во минатото. Ова е маратон во Врњачка бања, каде што колегата Немања веќе неколку години организира врвни маратони во Србија и ние викендов ќе бидеме учесници на неговиот маратон во Нови Сад, Фрушкогорски маратон Иван Давосир. Така да имаме огромна соработка со колегите од Србија. Ова е фотографија од државното првенство во Крушево. Значи, последниве 2 години се организира државно првенство во крос кантри. Така. Тоа е друга дисциплина за разлика од она што ќе го организираме. Дел од патеките кои што ги правеше швајцарската организација за истражување и девелопмент е истата патека која што беше државното првенство. Тоа е помал круг и на дел од тој круг беше организирано државното првенство. Во интерес на времето, ова ни е последна фотографија. Го споминавте Крушево, го споминавте она што ни следува, но уште еднашка за македонската јавност да ги споделиме датите, кога и зошто треба да бидат во Крушево. Сите оние кои што го сакаат спортот, сите оние кои рекреативно би сакале да го практикуваат или оние кои само сакаат да уживаат гледајќи го надпреварувањето. Да, надпреварувањето ќе биде сабота 17 мај, но ние го промовираме како еден продолжен викенд од 16 до 18 мај. Одлична дестинација. Да, каде што во петокот ќе бидат доделување на бројките, саботата ќе биде надпреварот, во неделата ќе има една зелена грин патрола која што после надпреварувањето ќе ја исчисти целата патека во делот на сето тоа ѓубре што е фрлено, затоа што сите надпреварувачи кога возат на трка може да имаат ѓубре или храна кој што ќе го фрлат. Така, шише со вода. Да, и сето тоа да биде исчистено и да биде шумата вратена во првобитната состојба. Секоја чест, одлична и убава идеја, така да од 16 мај сите треба да се упатат кон Крушево. За убаво да го затвориме денот на македонскиот јазик. Професор, една убава порака, една убава мисла од вас до сите кои што не гледаат и ете, може би заборавиле дека кој е денот денеска.
Не верувам дека некој заборавил, бидејќи на вистина што е од градинки, Така е. па до факултети се одбележува. Пораката е следна, дека може, повторувам, да се направи една убава, солидна и широка кариера со македонскиот, со студирање на македонскиот јазик, со книжевноста, македонската книжност и така натаму. Сакам да кажам, да искористам моментот, дека сум дословно, буквално сум го поминал половина свет со разни симпозиуми, проекти и така натаму, со благодарејќи на тој македонски Вашата јазик. професија. И сум соработувал и со колеги од Грција и од Бугарија и од Србија, значи надвор, да не зборам со колеги од Финска и така натаму, бев председател на меѓународниот комитет за глаголски вид. И имавме една конференција, тука немаше таа слика, во Јапонија. Замислете, до Јапонија стигнавме со македонски јазик, нели и така натаму. Сега, тука за Берлин, за Германија, да не зборувам и така натаму и така натаму. Значи, секоја, особено, струка е многу добра. Особено оваа струка со македонистиката е одлична. Зошто? Затоа што на тој начин на светот му покажуваме нешто што не знае и а за што сака да знае. Особено во една констелација каква што живееме сега, а тоа е европската констелација, отворањето на границите. Така, Ние, ви знаете, благодарам. имавме, неодамна имаме, уште половина реченица, неодамна имавме македонско-грчка конференција во Скопје на филолошкиот факултет, кај што учествуваа грци и македонци. Беше во прекрасна атмосфера. Тие зборува за македонски јазик и на македонски. Па Така е. можеше ли тоа да се доживее некош? Така, секоја чест. Ви благодарам што денеска ни ги доближивте, споделивте вашите професии и ја се надевам дека не само за македонскиот јазик, за сите работи кои се битни, кои треба да останат запаметени и да остават печат во нашето убаво македонско општество. Ние сме тука да го одбележиме, да го споделиме и да го задржиме вашето внимание. Не менувајте го каналот и натаму останете на Канал 5.